Време е за дневник на К1. Се намалува бројот на заболени од грип во општините од Вардарскиот регион. Македонската православна црква ги прави последните подготовки за утрешниот голем христијански празник Богојавление Водици. Зоран Заев амнестиран по втор пат. Специјалното јавно обвинителство најави повлекување на предметот пуч. По овој предмет веќе едно лице ја призна вината и одлежува затворска казна. Големиот пријател и силен поддржувач на Македонија, Антонио Тајани, е нов председател на Европскиот парламент. Тој пред неколку месеци беше во Македонија во официјална посета на ВМРО ДПМНЕ. За ова и многу повеќе по кратките најави. Македонската православна црква ги прави последните подготовки за утрешниот празник Богојавление Водици. Дефект на мерната станица во Велес. Се намалува бројот на заболени од грип во општините од Вардарскиот регион. Повеќе од 10 дена мерната станица лоцирана во кругот на градинката во населбата Тунел не е во функција. Затоа колкава е вредноста на ПМ честичките во Велес, информација на официјалната страна на Министерството за животна средина нема. На страната се објавени податоци за Кавадарци, каде според евиденцијата во текот на вчерашниот ден PM10 честичките во воздухот биле зголемени 3 пати повеќе. PM10 честичките во Кавадарци вчера, според евиденцијата на Министерството за животна средина, изнесувала 136,8 микрограми на метар кубен, што е 3 пати повеќе од дозволеното. Колкава е вредноста на PM10 честичките во Велес, информација на официјалната страна на Министерството за животна средина нема. Причината била дефект на мерната станица. Повеќе од 10 дена мерната станица лоцирана во кругот на градинката во населбата Тунел не е во функција. Стручни лица од Министерството за животна средина направиле увид, констатиран е дефект. Најавиле дека ќе го санираат веднаш откако ќе се подобрат временските услови. Статистички Велес е меѓу првите 10 општини според присуство на PM10 честичките. Неколку дена пред крајот на 2016 година, општината го промовира катастарот за животна средина. Тогаш беше најавено и формирање на координативно тело, кое ќе има обврска да подготви краткорочни и долгорочни решенија против загаденоста на Велес. Граѓаните да се вклучат во расчистувањето на снегот. Ова е апелот што го упати општина Велес. Сопствениците и корисници на деловни објекти и дуќани исто така е потребно да го чистат снегот пред своите деловни објекти. Дијана Иванова има повеќе. Апел за активно вклучување во расчистувањето на снегот упати општина Велес. Согласно Законот за јавните патишта за безбедност во сообраќајот на патиштата, Законот за јавна чистота, Законот за заштита и спасување и Законот за управување со кризи врз основа на програмата за зимско одржување на локалните патишта и улици на подрачјето на општина Велес за расчистување на снегот и мразот, потребно е да се вклучат граѓаните кои што го чистат снегот и голомразицата од тротоарите, патеките и приодите пред своите стамбени згради и индивидуални куќи, при тоа водејќи сметка за безбедноста на минувачите и исчистениот собран снег да обезбедува нормален и безбеден пешачки и друг вид на сообраќај, се вели во сопштенијето на општина Велес. Сопствениците и корисниците на деловни објекти и дуќани исто така е потребно да го исчистат снегот и голомразицата од тротоарите, патеките и приодите пред своите деловни објекти, како и урбаните и местните заедници во општината, кои се должни да преземат одговорност, да подигнат, складираат, чуваат и наменски да го користат одреденото количество на индустријска сол и задолжително да учествуваат во чистењето и посолувањето на улиците и тротоарите. Се намалува бројот на заболени од грип во Велес, Кавадарци и Росоман. Доктор Ристе Јовановски, епидемиолог при Кавадаречкиот центар за јавно здравје, во телефонски разговор информира дека причина за намалување на бројот на грипозни е зимскиот распуст на учениците и врнежите од снег. Се намалува бројот на заболени од грип во општините од Вардарскиот регион,
Ако претходно во една седмица во Велес се евидентирани 1120 заболени од грип, во последните 7 дена регистрирани се 75 ново заболени лица. И во Кавадарци и Росоман состојбата е слична. Претходно во една седмица во Центарот за јавно здравје Кавадарци се регистрирани 1024 случаи на грип. Во последната седмица евидентирани се 507 ново заболени лица. Како причина за намалување на бројот на грипозни е зимскиот распуст на учениците и врнежите од снег, изјави доктор Ристе Јовановски. Во текот на изминатата недела бројот на заболени од грип во општините Кавадарци и Росоман изнесува 507 лица. За разлика од претходната недела, кога бројот на заболени изнесуваше 764, а пред тоа 1024. Јовановски потсети на превентивните мерки кои треба да се преземат за да се избегне вирусот на грип и даде препораки за заболените. Воопштите мерки на заштита тука пред се насочени кон избегнување собирање и престои во простории каде представуваат повеќе луѓе, особено да се избегнува близок контакт со луѓе кои се болни или сомнителни, односно оние кои кашлаат, киваат, имаат покачена телесна температура. Често миење на раците со вода и сапун и дезинфекциони средства, да се загреваат просториите за престој и често проветрување, топло, слоевито облекување, топли бањи, топли напитоци. Од почетокот на сезоната за грип досега во Центарот во Кавадарци се регистрирани 2691 лице, додека пак во Велес бројот е 2014 лица заболени од ова вирусно заболување. Двајца кавадарчани заработија кривична пријава за неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Од засега непознато лице тие купиле наркотична дрога хероин со цел истата да ја продадат, но биле откриени од полицијата. 33 годишниот ТС и 31 годишниот ГД и двајцата од Кавадарци се здобија со кривична пријава од полициска станица Кавадарци за постоење основано сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Пријавените на 3.10.2016 година со автобус од Кавадарци отишле во Скопје, каде што од засега непознато лице за сума од 10.000 динари купиле 19,51 грам наркотична дрога, хероин, со цел истата потоа да ја продаваат. По ова откако ја купиле дрогата од страна на полициски службеници, истата била пронајдена. Празникот Богојавление го означува неговото име. Тој претходи од Стариот Завет, како што претходно етапно му се јавуваше во целата негова суштина, во целото негово битие на Богојавление, Бог се јави во целата негова суштина. Кога Господ Исус Христос наврши 30 години од неговиот живот, дојде денот кога ќе требаше да се евангелизира, односно да се проповеда веќе Евангелието Христово, односно животот кој што луѓето ќе треба да го живеат за понатаму, за да го добијат тоа спасение, односно Царството Небесно. И токму тоа спасение почна со неговото крштение, со неговото крштевање, значи на Богојавление, го славиме крштевањето негово, меѓутоа го славиме еден чин кој што е на кој што Бог се откри во сите негови три ипостаси. Значи, кога се крштеваше Господ Исус Христос, самиот тој, значи во неговото тело, беше влезен во волата, духот како во вид на гулаб слегна врз неговата глава, кој што е символ на Светиот Дух, и се слушна глас од небесата, односно Отецот, кој што извика со својот глас и рече: "Ова е мојот возљубен син, врз кого е мојата волја, него послушајте го." И како што вели светиот Кирил Ерусалимски во едно од неговите дела, ако веќе почетокот на светот потекна, значи од создавањето на водата, почетокот на Евангелието потекнува пак од вода, односно од крштевањето на Господ Исус Христос и од Богојавлението, односно од јавувањето на Бога во целата негова суштина и во целата негова ипостас како таков. Самиот чин на
на богојавление, односно на неговото јавување, велелепен. И од тука веќе почнува она ширење на Евангелието и на таа евангелските заповеди и на проповедта Господ Исус Христос, кој што во наредните 3 години од неговиот живот ќе ја проповеда на луѓето заради нивно спасение за добивањето на Царството Небесно. По повод утрешниот христијански празник Богојавление Водици, годинава по 8 пат Македонската православна црква и општина Кавадарци ќе го организираат водосветот од мостот на Луда Мара кај Јаворот, како и на браната Моклиште кај селото Ваташа. Утре православните верници го одбележуваат големиот христијански празник Богојавление Водици. Во духот на христијанската традиција, Македонската православна црква преку своите свештеници за верниците го организира водосветот со литургиите во црквите кои завршуваат со фрлање на осветениот крст во поголемите водотеци. Годинава по 8 пат Македонската православна црква и општина Кавадарци ќе го организираат водосветот од мостот на реката Луда Мара кај Јаворот, како и на браната Моклиште кај селото Ваташа. Кавадаречкото свештенство за празникот Водици 2017 организира света архиерејска литургија во црквите Свети Димитрија и Света Петка, пошто ќе следат 2 свечени поворки литии кон местото на водосветот. Фрлањето на светиот крст во Луда Мара е закажано за во 12 часот од мостот кај Јаворот. Македонската православна црква апелира до верниците, доколку сакаат вистински да го чествуваат водосветот, најпрвен да присуствуваат на свечените литургии во црквите, а оттаму организирано во поворка да дојдат до мостот. Исто така појаснуваат дека светата вода треба да се полни од соодветните садови и базенчиња во самите цркви, а не од реката. Последни подготовки и во Неготинско за одбележување на христијанскиот празник Богојавление Водици. Традиционално годинава осветувањето на водите на реката Вардар во Неготинско ќе се случува од Пепелишкиот мост во 12 часот. Мартина Митков ги има деталите. Одговорните од Македонската православна црква Свети Атанасиј од Неготино ги информираат сите заинтересирани православни христијани од општина Неготино дека е започнато пријавувањето за учество при традиционалното фаќање на Светиот крст. Традиционално и оваа година настанот ќе се одржи на Пепелишкиот мост, а по повод верскиот празник Богојавление Водици. Сите вклучени во организацијата на овој настан, кој го привлекува вниманието на голем број граѓани, кои го проследуваат самиот чин, благовремено започнаа со превземање на неопходни активности со цел се да протече во најдобар ред. На самиот ден на одбележувањето на празникот во манастирот Свети Ѓорги ќе се одржи литургија, пошто организирано ќе се замине кон Пепелишкиот мост, каде што во 12 часот Светиот крст ќе биде фрлен во водите на реката Вардар. Сите заинтересирани за учество во фаќањето на крстот можат да се пријават во црквата Свети Атанасиј секој работен ден од 7 до 17 часот. Зоран Заев амнестиран по втор пат. Специјалното јавно обвинителство најави повлекување на предметот пуч. По овој предмет веќе едно лице ја призна вината и одлежува затворска казна. Според СЈО, поднесокот денеска ќе биде доставен до кривичниот суд. Следуваат останатите вести од Македонија. Специјалното јавно обвинителство се откажа од обвинителниот акт за предметот пуч. Причина за оваа одлука е тоа што фактичката состојба прикажана во обвинителниот акт е во спротивност со доказите со кои тие располагаат и со наодите во истражните постапки Таргет и Тврдина. Ваквата одлука е со цел да се приберат дополнителни докази што во целост ќе разјаснат фактичката состојба и ќе овозможат донесување на правилна и законита јавно обвинителска одлука, потенцираат од специјалното јавно обвинителство. Во насока на професионално работење не можат да застапуваат обвинителен акт кој е во спротивност со доказите и со отворените истраги со кои тие располагаат. Тие појаснуваат дека со откажување од обвинителниот акт во предметот пуч не прејудицираат дали некој е невин или виновен, туку дали се потребни дополнителни докази за точно утврдување на фактичката состојба, кои не можат да бидат прибавувани во фазата на главната расправа. Оваа одлука предизвика жестоки реакции во јавноста,
професионалноста. Како не ви е срам, професионалноста што ја имате е нула. Сега е веќе очигледно дека сте на една страна, срамота за правдата, срамота колку ви ги наполнија джебовите, се дел од реакциите на револтираните граѓани, пишува Курир. Скандалозната и срамна одлука на СЈО не е ништо неочекувано за оние кои го следаа судскиот процес. Заев практично и не се појави во судница, наоѓајќи разни апсурдни и комични оправдувања за одложување на рочиштата, бегајќи од соочување со правдата. За цело време вршење и притисок врз судот нарекувајќи го контролиран од раката на власта, кога вистината е спротивна. Токму тој во координирана акција со СЈО бега од лицето на правдата, односно е спасуван и извлекуван како што е тоа случајот и сега во оваа втора амнестија за Заев, пишува Курир. Во Македонија цените на месото и на млекото е еднаков на просечните цени на европските пазари, со што е утврдено дека македонците јадат поскапо месо дури од некои земји во Европската Унија. Вака велат податоците од последниот извештај на земјоделскиот пазарен информативен систем на Европската Унија, кој е спроведен во ноември минатата година. Свинското месо кај нас во така наречена Е категорија се продавало по 150 денари по килограм или за 52 денари поскапо од европскиот просек. Во Италија и Бугарија се продава по 115 денари за килограм, а во Белгија и Холандија по 86 денари. Германците и французите јадат поскапо пилешко од нас, односно бројлерско месо по 164 и 156 денари, што нас не чини по 138 денари по килограм. Во Грција и Словачка јадат за 52 денари поевтино јагнешко месо, кое во ноември кај нас тежело 310 денари за килограм. Нешто слично е и со млекото за екстра и за прва класа, што кај нас се продава за 18 денари, а во Европа 17,4 денари по литар. Купно 388 операции направиле лекарите во државната кардиохирургија изминатата година, со што оваа установа прераснува во една од најбрзо растечките во земјава, велат надлежните. 150 од нив се од васкуларна хирургија, за кој хирургот Сашко Јовев вели дека на клиниката го следат трендот и го работат севкупниот спектар на кардиохируршки и големи васкуларни операции. За 3 пати повеќе е зголемен бројот на интервенции во споредба со минатата година и во 2016-та. А за васкуларна хирургија во минатото пациентите се испраќале во приватни болници. Буџетот е зголемен за 5 пати во интервал од 2014-та, кога е формирана оваа институција, заклучно со 2017 година. Надлежните со надеж дека враќањето на кадарот кој е испратен на едукација во странство од страна на Министерството за здравство и едукација ќе придонесе дополнително да се зајакнат услугите кои ги даваат на осигурениците. Серија од 4 силни земјотреси ја потресе централна Италија. Првиот земјотрес бил со интензитет од 5,4 степени по Рихтер, а се случил во 10 часот и 25 минути по локално време. Според Европскиот сеизмолошки центар, епицентарот бил на 100 км североисточно од Рим и на 36 км од градот Аквила. Во 11 часот и 15 минути беше регистриран втор земјотрес со интензитет од 5,7 степени, а третиот силен земјотрес од околу 5,5 степени е регистриран во 11 часот и 26 минути. По првиот потрес била евакуирана и железничката станица во Рим. Следуваат вестите од светот. Фондот на Обединетите нации за борба против климатските промени е зголемен за $500 милиони. На само неколку дена пред да се замени администрацијата на председателот Барак Обама, оваа сума е исплатена. Сега двојно е зголемен придонесот на САД во Зелениот климатски фонд. Целта на овој фонд е да им се помогне на сиромашните земји во процесот на намалување на емисијата на штетни гасови преку развивање на еколошки чиста енергија и зголемување на приватните инвестиции. Новоизбраниот председател на САД Доналд Трамп и повеќе републиканци од Конгресот се противат на програмата и тврдат дека фондот не добил изречна поддршка од законодавното тело. Антонио Тајани, европратеникот од Италија, е новиот председател на Европскиот парламент, јавува дописник од МИА.
Гласањето се одвиваше во 4 круга, кои им беа потребни на европратениците да го изберат новиот председател. 351 глас доби Тајани во гласањето во последниот круг, а Џани Питела од редовите на социјалистите и демократите 282 гласови, додека 80 ливчиња беа неважечки. Наследникот на Мартин Шулц, Антонио Тајани, рече дека ќе биде председател на сите европратеници, откако Шулц му посака добар ветар и му го препушти своето председателско место. Својата победа Тајани ја посвети на жртвите на земјотресот во Италија, жртвите од тероризмот, на оние кои страдаат во моментов од студ, како и на оние кои што се без покрив на главата и без работа, на кои треба да им се посвети работата на Европскиот парламент. Тајани влезе во Европскиот парламент во 1994 година, кога стана основачки член на партијата Форца Италија на поранешниот премиер Силвио Берлускони и досега има солидно политичко искуство. Тој беше комесар на ЕУ за сообраќај од 2008 до 2010 година, а потоа комесар за индустријата 2010-2014. Најмалку 219 лица загинале обидувајќи се да стигнат до Европа преку Средоземното море во првите недели од 2017 година, соопшти Меѓународната организација за миграција јави ДПА. Оваа бројка може да се зголеми бидејќи Организацијата за миграција во моментов ја истражува информацијата за 200 удавени мигранти во текот на викендот, што може да ја зголеми бројката. 180 лица засега се водат како исчезнати во бродоломот покрај бреговите на Либија во саботата, според 4 преживеани патници. Податоците од оваа организација покажуваат дека 2876 мигранти стигнале во Европа преку море во период од 1 до 15 јануари, во однос на 23.664 во првите 2 недели на јануари минатата година. Денеска имаме облачно време со врнежи од снег. Утре во текот на денот, почнувајќи од запад, врнежите ќе престануваат. Од петок се очекува стабилизација на времето и намалување на облачноста. Графичкиот приказ во продолжение. Тука е крајот на дневникот. Повеќе информации на k1.mk. Пријетно!